Првите месеци од низиното функционирање на вистина максимално се користеше и тоа е добро затоа што на децата со попреченост му се овозможи да ги развиваат своите психофизички способности. Не само за нив, директорката не запозна дека таа соба е многу добра и за сите други деца, бидејќи релаксира, одмора и е многу позитивно влијае врз сите деца кои што учат во оваа градинка. Се надевам дека кризава брзо ќе заврши, дека ќе можеме повторно да ја ставиме во функција и во користење на сите оние не само Штип, туку и од регионот кои што имаат потреба да ја користат оваа соба. Јас би сакала да истакнам важноста на донацијата која што ја добивме, бидејќи во текот на минатата година во нашата установа беа детектирани некаде околу 20 деца кои што имаат одредени потешкоти во развојот и за чие што поефикасно вклучување во воспитно-образовниот процес е од голема помош работата со дефектологот и користење на опремата од сензорната соба. Сега имаме детектирано 7 деца кои што ја посетуваат нашата установа, меѓутоа со надминување на кризата ние сме отворени, значи сензорната соба ќе биде дозволено да ја користат и други дечиња, значи оние кои што не ја посетуваат нашата установа, а ќе имаат потреба од користење на истата. Оно што можам да кажам е дека овој проект под името Здрави деца сигурна еднина е финансиран од швајцарската амбасада и од Министерството за локална самоуправа, имплементиран, реализиран од Центарот за развој на Ишко-Планскиот регион со буџет во висина од 2.137.000 денари. Сензорната соба сама по себе е основа за една здрава, добра сензорска терапија која што дава гаранција дека дечињата со посебни потреби ќе можат да се од најмала возраст интегрираат, да се образуваат.